прашањето е што ова натера да бидете дел од овој проект? Како долгогодишен новинар, заедно со колегите, значи одлуката не падна само моја, заедно со колегите решивме да помогнеме на идните генерации, па дури и на сите граѓани што во југоисточниот регион, така и во државата, да едноставно да им укажеме дека медиумската писменост мора да биде секојдневие и основна писменост за сите, не само за младите. Се со цел да ги отклониме од неправилните патишта кои што самата лажна вест ја носи. А според вас, кои вести им се повеќе привлечни на луѓето? Па јас сум убедена дека најпривлечни се вестите кои што носат брза радост, брза забава и така натаму, меѓутоа вистината никогаш не е премногу забавна. Кога ние споделуваме одредени вести за кои што ние сметаме дека се интересни или се корисни за јавноста, се водиме од јавниот интерес. Дали јавноста треба нешто да знае? Има мноштво информации кои што може да ги најдете на интернет, меѓутоа тие не се корисни за широкиот круг на луѓе. Еве во последен момент ќе ви дадам пример за да го знаете. Во последно време честопати гледам детали од животите на нејавни личности, односно на луѓе од општеството, кои што се изнесуваат, а навистина не е никаков јавен интерес да знаеме ние детали за интимата на луѓето, без разлика дали станува збор дека некој на некој начин запросил некоја девојка или нешто друго посериозно. Навистина не треба да се нарушува интимата на било кого, а ако ние навистина сметаме дека тоа е многу значајно и интересно, тогаш треба прво да го контактираме тоа лице, макар да тој своите фотографии или видеа да ги стави на Facebook. Сепак ние треба да им кажеме и да ги прашаме дали сакаат да биде на Facebook и така натаму.